Дел од кујните во градинките, училиштата, кујните што подготвуваат храна за достава, наместо оази на вкусови, претворени се во оази на аеробни и мезофилни бактерии. Големата концентрација откриени бактерии укажува на нехигиена и присуство на патогени микроорганизми, покажале резултатите од брисовите анализирани во лабораториите на Институтот за јавно здравје. Од почетокот на годинава, Агенцијата за храна и ветеринарство постапувала по рекордни 12 сомнежи за труење со храна, за разлика од лани, кога имало само 3 вакви случаи. Ја забораваат ли готвачите основата, азбуката за однесување во кујната? Небојша Вуковиќ повеќе од 30 години е готвач и професор по готвење. Вели, највисок и најважен елемент е свеста на луѓето што работат. Самиот готвач, самиот персонал кој што работи во производниот процес во кујната треба да знае дека свеста која што се однесува на хигиената на целото околина во која што работи, земајќи го тука и хигиената на инвентарот и хигиената на намирниците, неговата лична хигиена, мора да биде на највисоко можно ниво. Вториот елемент е средствата со кои што се работи во кујните. Многу пати не случајно добар дел од кујните ги занемаруваат средствата со кои што се врши одржување на инвентарот и на околината во која што работат. Знаеме дека можеби и финансиски го избегнуваат моментот, го намалуваат финансискиот трошок. Микробиолошките загадувања на храната настануваат од бактерии. Со вируси најмногу се контаминира од оние што ја носат храната до пред гостите, но причинители можат да бидат и габи и паразити. Според податоците што ги имаме во Институтот за јавно здравје, според резултатите што сме ги извршиле на одредени анализи, најчести причинители за труењата со храна кои што се случиле на територија на Република Македонија се Стафилококус ауреус, ентеротоксинот од него, салмонелата и псеудомонасот. Овие бактерии најчесто се наоѓаат во храната која што е неправилно складирана или е неправилно обработена или е изложена на нечисти услови. И вработените во кујната имаат право на пауза и одмор, но во строго предвиден простор за нив. Не сме да излегуваат надвор во униформата во која работат, било да е за кафе пауза или да го фрлат ѓубрето. Сините или црните ракавици во кујните не се моден детал, туку потреба за да се заштити храната од контаминација. Наједноставното објаснување е ако се исече парче од ракавицата додека се работи ќе се забележи, што не е случај со белите ракавици. Пропусти во кујните и во производствените капацитети детектирале инспекторите на Агенцијата за храна и ветеринарство. Според годишниот план за спроведување на инспекцијски контроли, најмалку 3 пати годишно се спроведуваат контроли во кујните во градинките и училиштата. Од почетокот на годинава досега спроведени се инспекцијски надзори во 167 училишни кујни и градинки, при што се изречени 5 опомени, издадени се 7 наредби за отстранување на недоследности и изречена е 1 забрана. Досега утврдените недоследности се однесуваат на нецелосно имплементирање на добра хигиенска, добра производствена пракса, како и нередовно водење на записи за нив, неизвршен здравствен преглед кај персоналот, неизвршена дезинфекција и дератизација. Контроли се спроведуваат и кај добавувачите, со цел утврдување дали во овие објекти се исполнети условите. Покрај редовните месечни контроли кои што ги спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство, во план сме и вонредни инспекцијски контроли да се прават на целата територија на Република Македонија. Ќе имаме засилени контроли и во школите, и во градинките, и во месарниците, и во млекарниците, и во кафетериите, и во рестораните. Во иднина ќе правиме и вонредни инспекцијски контроли, како и редовни инспекцијски контроли и на студентските домови каде што имаме кујни. Исто така ќе бидат посетени и со зголемен вонреден инспекцијски надзор и самите школи и градинки, како и пензионерските доми каде што се служи и обслужува храна. Во случај на епидемиски труења се вклучува Државниот санитарен и здравствен инспекторат во координација со Институтот за јавно здравје и Агенцијата за храна и ветеринарство. Но, како и во многу други професии, и ДЗСИ се соочува со недостиг на кадар. Во моментов голем проблем е што за 2 години 17 инспектори треба да заминат во пензија, а за пополнување на овие места треба специфичен кадар за чија подготовка е потребно подолго време. Секој кандидат за инспектор, например, мора да се стекне со лиценца за што е потребна 1 година. Инспекторите со пониско назив или пониско звање може да вршат инспекцијски надзор само во објекти од типот на кои што се категоризирани со понизок степен на сложеност и тоа не се
како што спомнав, објекти со козметички, фризерски салони, јавни базени, предучилишни, училишни објекти, но без делот каде што се послужува храна. Набавка на суровини од нерегистрирани, неодобрени добавувачи и неисполнување на посебните хигиенски услови за нив е честа слика на терен. Законската регулатива во однос на безбедноста на храната е комплетно согласена со европската. Законски и подзаконски акти имаме. Треба само тие да се почитуваат. Во отсуство на свест, еден од начините за тоа се строгите инспекции, мониторинг на хигиената и континуирана контрола на условите во кои се подготвува и складира храната, што е во надлежност на АХВ. Да не заборавиме дека примарната цел е заштита на здравјето, а истовремено и создавање доверба на јавноста во системот.